Денеска ќе продолжиме со нашата серија Кога Господ прашува, 6 дел. Некако ми тргна со на серијата Агапе, па така во повеќе делови, но верувам дека многу што има да се научи од моментите кога Господ поставува прашања. Веќе видовме во многу ситуации колку што може да се научи и всушност и затоа и ги поставува и користи прашањата, во случајов Исус, значи во Новиот Завет, за да научиме нешто, значи да не упати со мислите во некој одреден правец, да ни даде некоја поука која што ќе ни користи во животот. 6 глава Матеј, значи во среде онаа проповед на гората на блаженствата, Исус упатува неколку прашања. Целата оваа проповед ни е многу добро позната, па и меѓу другото и овие стихови. Ке читаме од 25 стих па до крајот на 6 глава Матеј. Значи предмет на проучување Матеј 6 глава од 25 до 34 стих. Ке читам, ќе го прочитам првен целиот текст, па потоа ќе анализирам. И ќе ги видиме, ќе ги согледаме прашањата. Затоа ви велам, не грижете се за својата душа, што ќе јадете или што ќе пиете, ниту за своето тело, што ќе облечете. Зар душата не е повеќе од храната и телото од облеката? Ова е првото прашање. Погледнете ги птиците небесни. Тие ниту сеат, ниту жнеат, ниту собираат во житници, и пак вашиот небесен татко ги храни. Второто прашање следи. Зар не сте вредни многу повеќе од нив? Кој од вас може, трето прашање, кој од вас може, грижејки се, да му придаде на својот раст еден лакот? 1 сантиметар, а не еден лакот. Уште едно прашање, зошто се грижите за облеклото? И сега поука пак од природата. Погледнете ги полските лиляни како растат, не се трудат, ниту предат. А јас ви велам дека ни Соломон во целата своја слава не се облече како еден од нив. И ако Бог ја облекува така полската трева, што денес е, а утре ја фрлаат во печка, нема ли многу повеќе вас маловерни? И ова е прашање. И така не грижете се, велејки, што ќе јадеме, или што ќе пиеме, или што ќе облечеме, зашто сето тоа го бараат и народите, на сите други им се потребни овие неопходни потреби, јадење, пиење, облека, зашто вашиот небесен татко знае дека ви е потребно се тоа. Но барете го први Царството Божјо и неговата правда, и сето тоа ќе ви се додаде. И така, уште еднаш, не грижете се за утрешниот ден, зашто утрешниот ден ќе се грижи за себе си. Доста му и на секој ден неговото зло. Овој последниот стих беше во минатата полука, ако се сеќавате. Имаме повеќе прашања, но на што се насочува овде Исус? На што сака да ги поучи слушателите? Меѓу другото, тука се учениците пред. Да не се грижиме. Да не се грижиме воопшто за работи за кои што нема потреба да се оптоваруваме, да се грижиме. Страшна работа е грижата. Видите, значи прашања. Зар душата не е повеќе од храната, а телото од облеката? Овде душата се мисли на животот, може да се преведе. Зарем животот не е повеќе од храната или од облеката? Прашање, зар не сте вредни многу повеќе од нив, од птиците, од се друго што Господ создал? Зарем не сме создадени по Божи лик? Кој од вас може, грижејки се, да му придаде на својот раст еден лакот? Зошто се грижите за облеклото? Прашање. И прашањето, иако Бог ја облекува така полската трева, што денес ја утре ја фрлаат во печка, значи нешто што е толку минливо, денес го има, утре го нема, нема ли многу повеќе вас? И вели на крајот маловерни во ова прашање. Да, точно е, грижите ја уништуваат верата. Премногу грижи, значи недоволна доверба во Бога. Се вели дека грижата е состојба на нелагодност, внимавајте, овде има многу што
да се каже. Грижата е состојба на нелагодност или загриженост околу она што би можело да се случи. Околу она што би можело да се случи. Ова е подцртано. Посебно, ако не сте во можност да ја контролирате ситуацијата. Значи, нешто не зависи од вас. А колку ние луѓето сакаме се да имаме под своја контрола? Дома цела економија водиме за да стигнат парите од први до први. Како да мислиме дека сето тоа зависи од нас. Се сакаме се под контрола. Наистина. Таков живот живееме денеска во Македонија и уопшто, мислам, во светот така е наметнато едноставно да немате доволно за да отидете да се задолжите и да станете роб. Јас верувам дека тоа е намерно, наметнато. Грижата е како топка снег. Сте пробале да направите топка снег, па да ја почнете да ја валкате низ снегот и што прави? Колку повеќе се валка, толку по-голема станува, опфаќа повеќе простор, опфаќа повеќе аспекти, делови од нашиот живот и никаде крај. И на крајот само грижи. Знаете, денеска имате еден куп лекарства и психолозите се бават со овој проблем на анкциозност, на грижа. Еден куп пари се фрлаат за лекови, што доаѓаат од состојбите на грижа, од грижата, од анкциозност. Но, да почнеме од 25 стих, да видиме како тоа Исус, преку прашања, сака да не поучи и нас денеска и тогашните присутни, дека нема потреба да се грижиме за многу работи. Овде конкретно за најосновните потреби. Што да јадеме, што да пиеме, што да се облекуваме. Иако тоа денеска во Македонија ова е проблем дори за мнозина. Затоа ви велам 25 стих. Не грижете се за својата душа, што ќе јадете или што ќе пиете, ниту за своето тело што ќе облечете. Зошто? Преку прашањето. Што вели? Зарем душата, зарем животот не е повеќе од храната и телото од облеката? Господ, барем за нас, кои што веруваме во Бога, не создал од ништо. Пред се мислам на Адам и Ева, четока, значи кора. Од ништо не создал, ни дал живот од ништо. И сега тој, наш татко, наш Бог, не создал, ни дал живот, ни дал тело, не обликувал. И сега ние треба да се грижиме за тоа што ќе јадеме и што ќе пиеме и во што ќе се облечеме. Нели е безсмислено? Сега зборуваме, значи, навистина, ако имаме вера во нашиот татко небесен, ако ги сваќаме работите, како што Јов ги сваќа, значи, со чист ум, со потполна довера. Значи, Господ не создал, Господ не дал живот и сега ние ќе се грижиме што да јадеме и што да пиеме. Па зарем тоа он не го знае дека ни е потребно, нели читавме подновости. А да не зборуваме за тоа дека сме создадени за многу повеќе. Да го прославиме Бога. Тој да се прослави преку нас. Не знам, да се подсетиме на детските години. Си доаѓате од школа, вие сте петоделенец. И што му ја мислите, дали ќе има јадење дома или ќе нема, или што е прашањето? Што ќе имате да се јаде? Што не знаете. А не се прашувате дали ќе има или ќе нема. Зошто? Па вашиот татко, вашата мајка се погрижиле за тоа, нормално. Колку повеќе нашиот небесен татко. Сти излегле, не знам, јас ќе се сетам на моето детство, цело време надвор, фудбал. Испотен ќе дојдам, ме караат, меѓутоа секој пат има јадење, фала на Бога. Какво такво имало? И не сум се прашувал дали ќе има или ќе нема. Не донеле на свет и сега ќе се прашуваме дали ќе има или ќе нема. За јадење, најосновното нешто. 26 стих. Значи, заклучокот овде е животот е многу повеќе од храната, телото е многу повеќе од облеката. 26 погледнете ги птиците небесни. Значи сега
не посочува Господ на тоа што гледаме надвор. Тие ниту сеат, ниту жнеат, ниту собираат во житници и пак вашиот татко ги храни. Која е пуката? Па Господ ќе се погрижи. Еве, за нив се грижи, кој што, ова, да бидеме јасни, верувам дека не јасно, не повикува на тоа дека треба да станеме дембели и да не работиме ништо. Туку да не се грижиме залудно за некои работи кои што се основни, кои што Господ знае дека ни требаат. Значи, погледнете ги, птиците небесни ниту сеат, ниту жнеат, ниту собираат во житници и пак нашиот небесен татко ги храни. Зар не сте вредни многу повеќе од нив? Пак Господ не повикува на тоа дека ние сме создадени од Него, создадени во Негов лик, да Него го прославиме. Што е највредно за Господа? Што дал Тој за мојот и твојот живот? Па Него поштедил и својот син. Го дал и својот син, затоа што сме толку многу вредни во Неговите очи. Па птиците и најситните животни надвор што се Господ ги храни наоѓа за нив. Сега, живеем во еден несовршен свет, свет обтолерен со многу гревови и последици на тој грев и имате ситуации секакви, меѓутоа сепак го гледаме тоа, сепак се гледа тоа како Отецот наш небесен се грижи за животинскиот свет и за птиците. Камоли колку повеќе за нас. Да не забораваме, значи, кога некојаш ќе ни падне на ум некаква грижа од ваков тип, дека ние сме посебни во Неговите очи, ние сме посебно вредни, многу повредни од се друго. Да не забораваме дека ни дал живот, ако ни дал живот нема да не остави така, да немаме што да јадеме. Јас овде имам посебно, мислам, причини да кажувам еден куп искуства во овој дел, но ајде да не зафеќам многу време. Само би го истакнал овој момент. Ми доаѓале мисли порано, значи во време 90-ти години, да речеме, пред да се растрои нашата бивша Југославија, што ќе биде со мене и како понатаму, затоа што од тие и такви и онакви причини, не мора да навлегувам сега толку многу да ве замарам, не можев да продолжам со факултет. Завршив средно и толку. Од фамилија која што е ништо посебно во градот, тешко дека ќе најдете работа така по некои врски или тешко, ќе најдете, мислам, некоја рмбачка сигурно. Не сум бегал ни од тоа и сум го работил и тоа. И во целата таа ситуација сега распаѓање на државата, престануваш, немаш никаква, не гледаш никаква иднина, темно ти е пред очи, не гледаш ни факултет, ни ништо, иако надежен и сето тоа. И сега одеднаш ти доаѓа новиот завет во раце и Господ те носи сосем во друг правец. И до ден денеска јас не сум останал без парче леп. Тоа е се благодарики на Господа. Поготово ветил за оние кои што ја творат Неговата волја, го носат Неговото Слово. Што им вели во една прилика на учениците? Исус кој ги праќа двајца по двајца вика, и што? Само стап со вас да земете, ништо друго не ви треба, ни пари, ни торба, ни... Зошто? Па тие работи се подразбираат, Господ знае, за сите и за народите, вика подолу во стихот, нали читавме, а камоли за тие што го носат Неговото Слово. Таман работа. 27 стих. 27 стих ни кажува колку грижата е безсмислена работа. Грижа поготово за вакви некои работи. Што вели 27 стих? Кој од вас може, грижајќи се, да му придодаде на својот раст еден лакот? Не знам, може некој од вас имал некој таков проблем, ако бил може би мал пораст таму во пораните години, па гледал наоколу сите негови школски, така повисоки, он као заостанува, па и сега го обтоваруваат некои такви грижи. Дали тоа допринело, колку и да сте се грижиле да пораснете барамо? Значи, ова покажува колку е безсмислено човек да се грижи за вакви работи. Колку ние се оптеретуваме некојаш безпотребно. А тоа,
Грижата, Елен Вајд како ништо вели, ја одзема животната сила. Животната сила ти ја одзема. Грижата за се нешто. Значи, еве, грижата колко е безсмислена. Кој од вас вели може, грижејки се, да му придодане на својот раст еден лакот? Не вреди да се грижите. Подолу ќе видиме и малку некои научни факти, да кажем. 28 стих. Зошто се грижите и за облеклото? Сега за облеката. Зошто се грижите за облеклото? Погледнете ги полските лилени како растат. Ниту се трудат, ниту предат. А јас ви велам дека ни Соломон во целата своја слава, погледнете ја споредбата, ни Соломон во најголемиот просперитет, која ја имала израелската нација, пари, богатство и се, не се облекол како лилјаните, како тревата, како цвеќето надвор. Господ кога ќе облече, наистина тоа е прекрасно. Може да замислиме само како била таа наметка на почетокот пред да сгрешат нашите прародители. Каква била? Дали има нешто слично на овој свет на тоа? Значи, ни Соломон во целата своја слава не се облече како еден од нив. Иако Бог ја облекува така полската трева, што денес е, а утре ја нема, ја фрлат во печка, имале навика затоа што тревата испушта голема топлина да ја користат во печки за печени леп во тоа време и така натаму. Нема ли многу повеќе вас маловерни? Значи, тревата, цвеќето надвор полско, она што е толку минливо, Господ го облекува, а вас, кои што, зашто не спрема нас, Господ? За вечност, за сета вечност. Не сека да се раздели веќе со нас. Се разделил ради гревот, меѓутоа повторно воспоставува врска преку својот син, преку неговата жртва, колку повеќе нас не би не облекува. Че навистина од сето ова произлегува колку е безсмислено да човек се грижи. Ако има потполна доверба во Господа, ако потполно веруваме на ова што ова да го читаме, нема што се грижиме. И да ќе спомнеме малку подосно из ова маловерни, но да дочитаме до крај. И така не грижете се велејки, значи повторно повторува што ќе јадете или што ќе пиете или што ќе облечете. Зашто сето тоа го бараат народите, зашто вашиот небесен татко знае што ви е потребно. Зарем еден татко не знае на синот што му е потребно. Јадење, пиење, сите тие најосновни работи. Но барајте го првим Царството Божие, неговата правда и сето тоа ќе ви се додаде. Некојаш ги мешаме приоритетите и тоа проблем знае да ви. Што е поважно? Знаеме со грижите толку многу да отидеме далеку, да не повлече материјалното, парите или било што, за да го забравиме Бога. Пазите, овие стихови, ако мислите дека се однесуваат само на луѓе, кои што може би се од така наречени, како што ги викаат во последно време, ранливи категории, се лажете. Овие стихови се однесуваат и на луѓе имотни. Затоа што, како започна 25 стих? Затоа ви велам. Што подразбира ова? Дека овој текст, овој дел од текстот се надоврзува на претходното кажано. Ајде читаме што вели претходно во ова беседа Исус на гората на блаженството, 19 стих е. Што вели? Не собирајте си богатства на земјата, каде што молецот и регата ги уништуваат и каде што кратци подкупуваат и крадат. Туку собирајте си богатства на небото, каде што ни молец, ниту регата ги уништува и каде што кратци не подкупуваат и крадат. Зошто каде е твоето богатство, таму ќе биде твоето срце. 24 стих. Никој не може да им служи на два господара, зашто или едниот ќе го мрази, а другиот ќе го љуби, или ќе му биде приврзан на едниот, а другиот ќе го презира. Не можете да им служите на Бога и на мамона. За кого се однесува ова сега? Сигурно не за сиромашни. Клучен е овој 24 стих, би рекол во целиот текст, и 33-тиот. 24-тиот вели, не можете да им служите и на парите, и на Бога. То треба да се раскрсти. А 33-тиот што вели? Барајте го првим Божието царство, а другото секи ви се додаде. Значи, во центар нашиот живот треба да биде Бог. Пазите, сега ще може би, па кој ќе каже, кој богат се грижи за тоа што ќе јаде, што ќе пие?
Може би не се грижи за утре, ама се грижи за после 20 години, 30 години, па трупа богатство. Да има синови, деца, внуци и така натаму. Со тоа што покажува? Повторно не доверува во Господа. Па нели имаме еден пример таму со богатиот кој што му се погодило годината, родот бил голем и што рекол? Дај ќе земам, ја ќе го проширам амбарот тука да соберам све да има. И му се јавува Господ и што се случува? Да, му е зел душа. Зошто? Зато што покажал недоверва. Господ знае дека тоа ни треба. Колку пари да имат утре на инфлација или било каква економска криза може да ви ги изеди, да отидат. Не можеме да се подпираме на парите. Пазите, внимавайте, парите се средства за точно, за трошење. Значи, овие стихови се однесуваат на сите категории на луѓе. Да се грижиме за облеклото. Во тоа време облеклото било неверојатна вредност имало облеклото во тоа време. Некако денеска текстилни фабрики на секаде во Штип, па згора на тоа па кинеска или не знам каква роба пуши по ефтина, па ќе се облечете од глава до пети за ништо. Тоа време било поинаку. Зошто вика овде не собирате си богатство на земјата кај што молесот. Какво е тоа богатство кој што молесот го јаде? Се мисли на облека. Молец јаде такво нешто, не јаде метал сигурно. Значи, во тоа време облеклото значило многу. Значи, на кого му служиме? Ако му служиме на Бога, ако веруваме во Него, нема да не оптеретува такви грижи. Што ќе биде за 10 години, што ќе биде за 20 години. Па не. Па пензија дали ќе земам, па нема да земам пензија, па... Кај е мојата вера тогаш, ако така размислам? Има една мисла од непознат автор и вели вака: живеев долго и сум видел многу проблеми во животот. Меѓутоа, повеќето од нив никогаш не се случија. И да, така е. Со грижите е така. Знаеме за се нешто да се грижиме и на крајот само се оптеретуваме. Прво, грижајќи се не постигнуваме ништо. Ова како на крајот заклучок. Грижајќи се не постигнуваме ама баш ништо. Проблемот останува, или како онаа топка на снег, може дури да се зголеми. Се повеќе грижи, повеќе грижи. Второ, грижата создава големи емоционални проблеми. Сите ние тоа сме го искусиле. И пазите сега, кога вие со емоциите не сте избалансирани, повеќе сте водени од емоции, значи имате емоционален проблем, ради грижа, не знам дали ќе најдам работа, дали еден куп проблеми мачи човекот денеска во денешно живење. И со такви емоционални проблеми вие не можете јасно да расудувате, не можете јасно да ги гледате работите. Господ сака чист ум, разум, да донесуваме правилни одлуки во животот. Од се повеќе му треба умот, затоа што кој ќе завладее с умот, тоа е целата работа. Згора на тоа ќе си нанесеме и физички проблеми. Јас спомнав, значи, еден куп лекарства постојат за анкциозност, грижа и сите последици што доаѓаат од тоа и оние психосоматски болести кои што можат да настанат. А еве земете го чирот како пример, он спаѓа во психосоматски болести. Знаете што е психосоматска болест? Предизвикана од психа, од грижи, од такви работи, па се префрла на телото. Значи, ти страда некој орган, чир во желудникот, онаа позната мисла, чирот не е од она што го јадете, туку од она што ве јаде. Најчисто, тоа е докажано. Чирот на желудникот најчисто се појавува од стрес, од грижи, од такви проблеми. Значи, еден куп физички проблеми може да се наштетиме на здравието. Значи. Адреналин се лачи, еден куп процеси, мислам, тоа треба да се седне, значи, може би со некој по-компетентно лице и да се разговара, да ви објасне, да ви каже што се случува, какви промени се случуваат во телото, кога човекот се оптоварува со грижи.
Грижата создава и духовни проблеми. Значи, пазите, емоционални проблеми, физички, па и духовни. Зошто ги нарекува овде Исус маловерни? Директно влијае на верата, на довербата, грижата. Автоматски еден куп грижи, поготово за вакви наедноставни, мислам, работи кои што се секојдневни, покажува дека вие немате доволно доверба во вашиот небесен татко, кој што знае дека сето тоа ви треба. Немој да мислите дека не знае, дека не заборевал. Има и друг ефект. Се сеќавате на една друга парабола во Матеј 13 глава со семето. 3-4 врсти почва беа таму. Едно од врстите на почва какво беше? Обрасната со трње. Што беа трњата? Ајде да прочитаме 13 глава Матеј 22 стих. А посејаното меѓу трњето е оној кој го слуша словото, но грижите за светов и измамата на богатството го заштитуваат, загушуваат, се извинувам, словото и станува неплоден. Ефектот на словото веќе го нема. Значи, доаѓате, слушате проповед, може некој стих да ве окрбри, било што, ама од грижите, тоа слово веќе нема ефект во вашиот живот. Зошто да оставиме тоа слово кое што од силата на Духот Свети може да влие така силно на нас, да го обликува нашиот карактер, да го оставиме без ефект? Само поради грижите. Грижите за овој свет, значи што ќе јадеме, што ќе пиеме, што што е поврзано со овој свет, и богатството е овде е спомнато. Значи, ова уште една потврда дека овие стихови за кои што зборува Исус во Матеј 6 глава не се однесуваат само на посиромашните, туку и на имотни луѓе. Не треба воопшто се грижат за иднината што ќе јадат, што ќе пијат. Значи, словото го остава без ефект. Грижата. Ајде да отвориме во Лука 10 глава. Поради непотребни грижи, често пати ги бркаме вредностите и приоритетите на работите во животот. Тоа е случајот со Марта и Марија. Сеќавате овде Мики, председателот Мики ни зборуваше на таа тема. Сега не сеќавам дали беше тоа за нова година или па порано некаде. Тоа беше? Да. Значи, Лука 10 глава, ќе прочитаме целиот случај да се подсетиме. И кога одеа, влезе во едно село. Кое село беше тоа? Овде не е спомнато. Во кое село беа Марта, Марија, Лазар? Витанија. Во едно село некоја жена по име Марта го прими во својот дом, а таа имаше сестра по име Марија која седна при нозете на Господа. Значи, Марија седнува при нозете на Господа и го слушаше неговото слово. Марија го сватила, така да кажам, Матеј 6.33 стихот, најнапред Божието царство, барете го неговата правда. А останатото ќе ви се додаде. Нема што се грижите за другото, Господ тоа знае. Седеше и го слушаше неговото слово. А Марта се трудеше многу да му служи што подобро. Таа пристапи и рече, Марта му пристапува на Исуса: Господи, зар не ти е грижа дека мојата сестра ме остави да служам сама? Кажи да ми помогне, кажи да дојде у кујна и да ми помогне. Па после ќе седиме. И што вика Исус? Господи рече: Марта, Марта, ти се грижиш и се вознемируваш за многу нешта. За многу непотребни нешта. А потребно е едно, а тоа Марија го избра добриот дел, што нема да и се одземе. Па тоа е потребно, прво јас, прво Божието царство, прво Божијата правда. Ако тоа го барате, тоа што другото ќе ви се додаде по автоматизам, тоа е нашиот Бог. И некогаш ги бркаме овие работи, ни приоритетите. И навистина тешко е денеска во ова наше материалистичко време, кој што ни го наметна од Запад пред се,
си имавме ние поубав систем, да кажем, ние еден систем не е добар, ама поубав систем, мислам дека си имавме, мајте, не наметнаа друг систем, каде што парите се утепувачка, ама на вистина во буквална смисла на зборот. И толку ќе се преоптоварите со тоа, со заработувачката и било што и сите други проблеми, давачки, кредити, не знам, струја, вода, ова, она, и сите тие грижи ќе го истиснат и словото, и Бога од вас, од вашиот живот, и што сте направили. Па, не дај Боже, и емоционални проблеми, кои што кажеме, физички, некоја болест, а духовните си доаѓаат како последици, исто така. Не треба да ги мешаме работите, треба да ги поставиме како што треба, како што Марија овде постапила. Не дека Марта лошо правила, значи Исус овде не ја укорил, што мора сега вечера да правиш. Не, треба јадење, нели? Јадењето е потребно, Господ знае дека треба, ама се знае што е прво, па што друго. Некојаш имаме проблем, ќе речев јас, ама не, сите ние некако имаме некојаш проблем. Имам впечаток дека некогаш, иако многу не се посетуваме, што е минус, ако треба некој кај некога да отиде на гости, и сега одма прво масата, што ќе има за јадење, се спрема овона. Нема потреба од тоа, бе, луѓе. Нема потреба од тоа. И треба да се видиме, да се охрабриме, да тоа е најбитното. Не треба да се грижиме и да тоа не представува некоја пречка за да почесто се дружиме и гледаме. Масата може да биде празна или да има една чаша вода. Доволно. Да. Значи душата, животот е пред јадењето и пред останатите работи. Пред се вечниот живот. Вечните вредности. Јован 4 глава, 34 стих. Видите сега една ситуација кога нели Исус е останал со самарјанката, учениците одат, па носат јадење и му викаат учителе јади, а тој што им вика? Јас јадев. И сега викаат, кој му донесе јадење? Што вика Исус? 4 глава, Јован 34 стих. Исус им рече, моја храна е да ја исполнувам волјата на оној кој ме прати и да го завршам неговото дело. Кога ова би ни била храна нам. Моја храна е, што? Да ја исполнувам волјата на оној кој што ме прати и да го завршам делото. Ова е приоритетното, ова е најбитното. Се друго ќе се придобие. Затоа ви велам учениците која ги праќа по двајца, вика, само еден стап со вас, ништо друго не ви треба. А ние денеска мало верни за жал, па неа пари, па за гориво, па ова треба, па кај ќе тргнам сега, па не бива, како минатиот пат, нели Мојсей, како се изговарал, сеќавате колку изговори кажал, за на крајот каже Господи, испрати некој друг. Мене не ми бива. Жетвата, нели кажал после, жетвата е готова, да не читаме се. Жетварите ги нема, работници нема. И на крајот само една анализа од што некој ја правил, значи стручни луѓе, за да сватите и да видите уште еднаш колку се безпредметни и непотребни грижите за се и едно нешто за кое што се оптоваруваме. 40% се грижиме за нешта што никогаш нема да се случат. 30% се грижиме за нешта од минатото што не може да се сменат. Тоа биднало, поминало, крај. Што? Колку сакаш мисли му да вака направив, не знам тоа да направив, ништо поминало тоа. Што джабе да си трошиме мозок за тоа. 12% за нешто што се врзани со критики од други и кои што се невистините. Овие 12% некојаш во оваа категорија може да бидат и многу поголем посто или процент, зависи за кого како, пошто некој од нас може да многу се грижи за тоа кој што кажал за него, а тоа е факт, тоа е слабост. Па било тоа, не било, па што од тоа, што користо тоа? 10% се грижиме околу здравието,
кое е што, како што порано кажавме, уште повеќе ќе се влоши ако се грижиме. И зашто се грижиме? И колку остануваат? 40, 30, 12, 10, уште 8% остануваат да се грижиме за вистинските проблеми со кои што се соочуваме. Замислите си. И затоа еден куп луѓе страдаат денеска во светот. Само 92% џабе се грижиме за се едно нешто, а 8% сејате некој. Не треба па нели од друга страна да бидеме па безчувствителни и безгрижни за се нешто, сега тоа е веќе друга тема. Ако сте превзели некоја одговорност, нормално се грижите да ја завршите, да тоа е веќе друго нешто. Што да кажеме на крај? Значи, го кажавме лекот кој е. Кажав 24 стих, 33. Како во сендвич некако се ставени сите тие прашања од Исус упатени до учениците и до мноштвото. Зошто не треба да се грижиме? 24 стих велеше не можете да му служите и на мамонот, односно на парите и на Бога, значи треба да знаете што ви е приоритет. И 33 стих, барајте го најпрвин Божието царство. Повторно што е приоритет. А сето друго ќе ви се придодаде. И завршуваме со 1 Петрово 5:7 стих, кој што верувам мнозина од нас и сите го знаеме, може би некој му е омилен, или ќе му стане омилен после ова. 1 Петрово 5:7. Меѓу другите совети што овде ги имаме, Господ вика преку Петар, и секоја своја грижа фрлете ја на Него, зашто тој се грижи за вас. Сега, колку сме верни, мало верни, средно верни, колку верни, тоа се зависи од тоа. Колку, навистина, имаме доверба во нашиот Бог. А читавме не куп ветувања во овој поглед. Оставете ги грижите по страна, затоа што сето тоа само лошо може да доведе во вашиот живот. Во било која смисла, читавме и видовме. Нека му е слава на Господа за сите овие и опомени, и поуки, и совети. Амин.